Фабрички, секоја апликација во iOS системот е конфигурирана да користи мобилен интернет, доколку не сте поврзани на Wi-Fi. За да имате увид во тоа, која апликација колку мобилен интернет троши, направете го следново. Појдете во Settings. Cellular. Во делот Cellular Data Current Period ќе можете да видите колку вкупно мобилен интернет потрошиле вашите апликации. Доколку сакате, можете комплетно да го исклучите користењето мобилен интернет на секој од наведените апликации и со тоа да ги ограничите да користат исклучиво интернет преку Wi-Fi. Потоа, скролајте надолу и доколку сакате, можете да исклучите и опцијата Wi-Fi Assist, која овозможува користење мобилен интернет доколку Wi-Fi мрежата на која сте поврзани нема добар прием или е недостапна. Исто така, можете да исклучите и опцијата iCloud Drive, која овозможува користење мобилен интернет за трансфер на документи и податоци на вашиот iCloud Drive, доколку не сте поврзани на Wi-Fi мрежа. Потоа, вратете се во Settings, скролајте надолу и најдете опцијата iTunes and App Store. Притиснете опцијата App Downloads. Овде можете да го ограничите користењето на мобилниот интернет при обнова на постоечките апликации или пак инсталација на нови. Фабрички, системот е подесен да го исклучи користењето на мобилниот интернет кога ќе се достигне лимитот од 200 мегабајти. Доколку сакате, можете да го промените лимитот или пак да одберете опцијата Always Ask, каде системот ќе ве прашува секогаш кога ќе бидете на мобилен интернет дали да обнови или инсталира нова апликација. Вратете се во менито Settings и доколку имате вклучено Hotspot, потребно е да го исклучите. Притиснете Personal Hotspot и исклучете опцијата Personal Hotspot. Апликацијата Facebook, фабрички конфигурирана сите видеа да ги стартува автоматски и без ваша дозвола. За да го промените ова, потребно е да го направите следново. Во долниот десен нагол притиснете ги трите хоризонтални линии со што ќе влезете во менито за конфигурација на апликацијата. Потоа, скролајте надолу и одберете Settings and Privacy, а потоа Settings. Најдете опцијата Media and Contacts и потоа Videos and Photos. Одберете опцијата Autoplay, во која има три опции, од која е селектирана првата On Mobile Data and Wi-Fi Connections. Потребно е да изберете една од следниве две опции. On Wi-Fi Connections Only, со што видеата автоматски ќе почнуваат кога ќе бидете приклучени на Wi-Fi мрежа. Или Never Autoplay Videos, со што видеата воопшто нема да почнуваат без разлика на која мрежа сте поврзани. Потоа, вратете се еден чекор наназад и доколку се вклучени опциите Upload HD во менијата Video Settings and Photo Settings, исклучете ги, со што сите видеа и фотографии кои ќе ги постирате на Facebook нема да бидат во највисок квалитет, а со тоа ќе заштедите од вашиот мобилен интернет. Апликацијата YouTube фабрички конфигурира на сите видеа кои ги гледате да ги стартува со највисок квалитет. За да го промените ова, потребно е да го направите следново. Во горниот десен нагол притиснете иконата со вашиот аватар. Во менито за прилагодување притиснете Settings. Потоа, вклучете опцијата Play HD on Wi-Fi Only, со што ќе го ограничите стартувањето на сите видеа во највисок квалитет исклучиво преку Wi-Fi. Скролајте надолу и во опцијата Autoplay притиснете опцијата Autoplay on Home, каде имате избор од три опции, каде фабрички е селектирана опцијата Always On, која овозможува автоматско стартување на видеото кога се наоѓате на почетниот екран, без разлика на тоа дали користите мобилен интернет или Wi-Fi. Доколку сакате, можете да изберете опцијата Wi-Fi Only, каде видеата автоматски ќе стартуваат само доколку користите Wi-Fi или Off, доколку сакате видеата воопшто да не почнуваат. Вратете се еден чекор наназад и исклучете опцијата Autoplay Next Video, каде апликацијата после завршувањето на видеото нема да го стартува следното. Доколку скролате надолу, во делот за Uploads ќе можете да исклучите и опцијата Upload over Wi-Fi Only, која овозможува аплоуд на видеа во највисок квалитет, исклучиво преку Wi-Fi. Доколку користите Instagram, потребно е да ги направите следниве подесувања. Вклучете апликацијата Instagram. Во долниот десен нагол притиснете иконата човече. Во горниот десен нагол притиснете ги трите линии со што ќе излезе дополнително меню. Одберете Settings, а потоа Account. Одберете опцијата Cellular Data Use.
Овде изберете опцијата Use Less Data, која ќе го ограничи користењето мобилен интернет. Доколку користите Twitter, потребно е да ги направите следниве подесувања. Вклучете апликацијата Twitter. Во горниот лев агол притиснете иконата со вашиот аватар. Притиснете опцијата Settings and Privacy, а потоа Data Usage. Одберете опцијата High Quality Images и вклучете опцијата Wi-Fi Only, со што вчитувањето на фотографии во висока резолуција ќе биде овозможено само кога сте поврзани на Wi-Fi мрежа, или Never, со што фотографиите нема да се вчитуваат во висока резолуција без разлика на тоа на која мрежа сте поврзани. Одберете опцијата High Quality Video и вклучете Wi-Fi Only, со што стримањето видеа во HD квалитет ќе биде овозможено само кога сте поврзани на Wi-Fi мрежа, или Never, со што видеата нема да бидат стримани во HD квалитет без разлика на тоа на која мрежа сте поврзани. Одберете опцијата Video Autoplay и вклучете Wi-Fi Only, со што видеата ќе почнуваат автоматски кога ќе бидете поврзани на Wi-Fi мрежа, или Never, со што видеата нема да почнуваат автоматски без разлика на која мрежа сте поврзани. Доколку ја вклучите опцијата Data Saver, сите подесувања кои подолу ги направивте ќе бидат поништени, а системот ќе биде поставен на највисоко ниво на заштита на интернет, односно вчитувањето на фотографии и видеа во висок квалитет ќе биде оневозможено додека опцијата Autoplay ќе биде исклучена. Благодариме на вниманието.